Здраво луѓе, денеска ќе објасниме зошто треба а, да се регистрираме како ДРП или да ги делегираме нашите ADA коини на некој ДРП. Работата е затоа што Cardano направи апгрейд и со тоа стана најдецентрализирана мрежа од сите блокчейни кои постојат во криптосветот и поради тоа мораше да направат да сите кои поседуваат АДА да имаат можност да гласаат. Сега не сите луѓе се технички способни, немаат време или поради X друга причина не можат да гласаат сами и затоа постојат ДРП-ови. ДРП е уствари некој кој во ваше име ќе гласа за некој пропозал, за некои предлози како да се движи мрежата во понатаму, тоест во иднина. Како што гледате, ја најдов нега статија и апсолутно ова што го читам, треба што поише да се регистрираат луѓе за да гласаат на Cardano системот. Гледате само 5800 ADA холдери ја делегирале нивната моќ на гласање на ДРП-ови и тоа се во тотална бројка од 482 милиони ADA, а тоа е, мислам дека околу 1% на самиот блокчейн од ADA токените, што значи дека многу малку луѓе гласаат како да се движи понатаму системот. Исто така гледате дека 102 милиони се регистрирани to the Epstein ДРП, тоест тоа значи дека нема да гласаат ни да ни не. И како што може да видите, исто така за no, мислам дека негде прочитав, само да видам каде беше. Not to participate, добро. Гледате abstain option. Ова се уствари 102 милиони ADA дека нема да учествуваат во governance. Го одбрале, а 20% од делегирани abstain option уствари дека као воздржан. Дека non-stop така ќе биде гласот, имаше негде за no, не можам да најдам баш. Ево каде беше, сега да не го бараме, тоа и не е нешто многу битно. Што е поентата, значи, мислам, они прво го направи апгрейдот, тогаш не мораше да се регистрираат сите користици нели на ДРП или самите да станат ДРП или самите лично да гласаат. И мислам дека направија некој апгрейд каде што сега секој кој што држи ADA на non-custodial wallet, дали е Lace, дали е Nami wallet, дали е Daedalus, како било wallet, мора барем да ги делегираат нивната моќ на некој ДРП да може во нивно име да гласа. Има повеќе работи што би требало да се направи, но ја ќе напоменам најбитната работа е затоа што нема да може да земате награда. Тоест, ако отидам ја мојот Lace wallet, тука се пишува дека треба да регистрираме нашата моќ нели за гласање, која е нели тоест поврзана со овој стек за да можеме да ги трошиме нашите награди. Добро, доколку ADA-та не ви е стекната, не мора да се регистрирате као ДРП, но затоа што мојата ADA на овој wallet е стекната на некој пул оператор, за да ги добијам наградите, јас мора да делегирам мојот power на некој ДРП. Да видам како се прави тоа. Јас сакав на Dap Central, мислам на мене од омилените канали за следење на Cardano, но затоа што Dap Central не се регистрира како ДРП, затоа и нема можам таму да се регистрирам, но нешто пробарав на интернет и ги најдов Waffle Capital. Waffle Capital исто така и Dap Central ги поддржува и затоа и таму ќе ја делегирам мојата моќ за гласање.
Што треба да направиме? Гледате, тука пример на Lace Wallet ќе имате Delegate your voting power. Претпоставуваме ќе другите волети да биде слично. Ако има потреба ќе снимаме за другите волети, но ова видео ќе биде само за Lace. Како што гледате, тука можеме да отидеме регистар at GovTools. Значи, они имаат измислено и страна за прилично лесно да биде гласањето. Гледате, ми го отвара одма волетот да го конектирам. Што е целата работа? Тука може да видите некои proposals, на што се гласа, governance sections, wallet not authorized, гледате, треба прво да го поврзам wallet за да можам да ги гледам тие работи, еве ќе го поврзаме Lace, authorize, еве јас ќе отидам only once, и гледате, оно ќе ме однесе на дешборд, каде што ќе можам, гледате, да делегирам мојата моќ на гласање, јас да станам ДРЕП, потоа да станам директен гласач, значи без ДРЕП јас да гласам. Ето, тука може да видите governance sections и некоја акција исто така која сакате пример да се разгледува и доколку се одобри, таа ќе се стави на гласање и потоа сите што имаат АДА ќе може да гласаат. Јас првиот не ќе ништо од ова да станам, мислам немам ни време, понатака доколку имам време и сакам поише да се замарам со Cardano системот, може да станам ДРЕП, па ќе може и вие кај мене да делегирате вашата моќ за да можам ја да гласам во ваше име. Но сега за сега, јас сакам да делегирам мојата voting power, да видам како се прави тоа, одам view DREP directory, ќе почекаме малце да се лодира, тука да ги видиме сите што се регистрирани како DREPs. Видите, имате некој inactive, има retired некој и ние ги треба да се регистрираме на некој актив. Како што кажав, јас ќе се регистрирам на Vefal Capital, еве ги Vefal Capital, гледате voting power, имаат 51 милион и 900,444 ада. Значи, одам delegate, ќе почекаме малце, ево, се отвори болетот, гледате, ќе ни земе за трансакција, ќе ни земе одредено количество на ада, че тоа нормално ќе мора да платиме, одиме confirm, сега да видам само кој беше пасворд, ево пасвордот, одам close и transaction in progress, please wait. Не знам зашто стои, наверно има некој проблем. Ево, гледате, you have delegated 235,35,86,27 ада на Vefal Capital. Што значи дека толку едноставно, гледате тука може да прочитате дека е hedge fund, можете да видите некои детали. Гледате governance sections нема, proposal нема и гледате this is a pre-release of proposal decision section of GovTool. Гледате треба verify my identity. Што е identity? Ајде, confirm ќе одам. Ајде, па ќе внесам пасвордот. Би требало да ни ги даде proposals. Username треба да ставам. Гледате, има некој proposals framework for central entities in decentralized governance. Има некои други. Ајде, јас ќе ставам Slav. Proceed with this username. Yes. Username submitted. Имате тука некои proposals. Мислам дека може да се видат некои view details. Ново governance action, гледате дека има hard fork to protocol version 10 plumbing hard fork и сега треба да се гласа. Што значи дека нашиот DREP кај што сме се регистрирале ќе гласа во однос на некои акции кои се однесуваат за governance на Cardano. Дечки, тоа е толку едноставно со non-custodial wallet. За сите други што имате централизиран wallet, мислам дека самиот централизиран ентитет, значи дали е Binance, дали е Coinbase, дали е некоја друга берза, ако ги имате стигнато вашите ада, дека самите они мислам дека се DREP и они гласаат место вас, затоа што нели нормално вие ги држите на централизирана менувачница.
Тоа е тоа, дечки, и се гледаме во некое следно видео.